Утре е недела 8 март 2026 година. Јас сум Петар Петровски, а ова се вестите при Македонскиот информативен центар со седиште во Линкон, Онтарио, Канада. Ова е преглед на настаните поврзани со војната интервенција во Иран и настаните во Македонија и регионот. Организираната евакуација на македонските државјани кои се наоѓаат во погодените места од Блискиот Исток ќе започне в недела, а треба да трае до едната седница, се вели во соопштението на Македонското министерство за надворешни работи и надворешна трговија. Во соопштението на Министерството за надворешни работи се соопштува дека за оваа евакуација е направен договор со авиокомпанија согласно со Законот за јавни набавки по спроведената соодветна постапка. Министерството повторно ги повикува сите македонски државјани кои се наоѓаат во погодените места во Блискиот Исток, кои се уште не стапиле во контакт со надлежните дипломатски консуларни претставништва, тоа да го сторат во најкраток можен рок, за да бидат евакуирани, пренесува Нетпрес. Вчера на адвокатот Тони Менкиновски на пограничниот премин Златарево му е изречена 10-годишна забрана за влез во Република Бугарија, поради тоа што представува опасност за националната безбедност на Република Бугарија, пренесува Нетпрес. Адвокатот од Охрид Тони Менкиновски е правен застапник на Сдруженијето за македонците во Бугарија, ОМО и Линден, пред Европскиот суд за човекови права во Страсбург, Франција. На оваа одлука адвокатот Менкиновски изјави дека ќе се жали пред сите надлежни институции во ЕУ, како Комесарот за човекови права, Европскиот парламент, ОБСЕ, Организацијата на Обединетите нации, како да меѓународните организации кои ја следат состојбата со човековите права и независноста на адвокатската професија, пренесува Нетпрес. Вчера по издадената забрана следа и реакции од премиерот на Македонија Христијан Мицкоски и партијата Демократски сојуз, предводена од Павле Трајанов. Премиерот Мицкоски за медиумите ја даде следнава изјава дека ова настан е уште еден голем срам за демократијата во Бугарија. Исто така во изјавата на премиерот Мицкоски се вели дека би се засрамил како човек ако треба да седи на иста маса и да се споделуваат истите вредности со политичари од Бугарија, пренесува Нетпрес. Во изјавата на партијата Демократски сојуз ја осудува потегот на бугарските власти да му се забрани влез на адвокатот Менкиновски. Понатаму во соопштението на партијата Демократски сојуз се вели дека со ова постапка Бугарија пред цела Европа дојско безобразно демонстрира дека не само што не ги признава македонците како малцинство, туку ја препречува и регистрацијата на нивните друштва во Бугарија, пренесува Вечер. На вчерашната конференција за печатот на опозиционата СДСМ, лидерот на партијата изјави дека СДСМ го откажува посечениот 8 мартовски марш во Богданци и ќе се приклучи на граѓанскиот протест нема да не снема против родовото насилство кој треба да се одржи во Скопје. Според владеачката ВМРО-ДПМН, во врвот на опозиционата СДСМ, владее паника. Паниката преминува во политичка. Според владеачката ВМРО-ДПМН, во врвот на опозиционата СДСМ, паниката преминува во политичка хистерија. Понатаму во изјавата на владеачката ВМРО-ДПМН ја обвинува опозиционата СДСМ дека се обидуваат да создаде атмосфера на политичка хистерија и дека не доликуваат на сериозна политичка партија, туку на секта. Пренесува Нетпрес. Според изјавата дадена на британскиот амбасадор во Македонија Метју Лосон во емисијата Европа на TV24 ги демантира тврдењето дека е потпишан договор за прифаќање на мигрантите со владата на Македонија. Понатаму во интервјуто британскиот амбасадор изјави дека немало ниту пак има намера да наметнува решенија што не би биле прифатливи за македонската влада, пренесува Вечер. Ден не поминува во Република Бугарија без обвинувања од страна на ГЕРБ кои се упатени кон техничката влада. Сега цел нападите на ГЕРБ на поранешниот премиер и председател Бојко Борисов е техничкиот министер на бугарското МВР Емил Дечев, дека понаволно поставува кадри блиски до неговата партија. Техничкиот министер Емил Дечев ги дементираше ваквите обвинувања со образложение дека му се потребни квалитетни, честни кадри кои се способни да организираат честни избори, што не беше случај со досегашните избори, пренесува Нова ТВ.
Основниот суд во Мионици, Србија, ја осуди членката на избирачкиот одбор од редовите на Српската напредна партија, на сегашниот председател Александар Вучич, за фалсификување на зборните резултати во оваа село за време на парламентарните избори во декември 2023 година. Осудената Лепа Теодосиевиќ е осудена на условна казна затвор во траење од 6 месеци, која ќе се изврши доколку во рок од 2 години направи ново кривично дело, пренесува еден вести. Според пишувањето на Иерусалимски пост, кој го пренесува извештајот на американските Според пишувањето на Иерусалимски пост, кој го пренесува извештајот на американските служби, објавено во Вашингтон пост, стои дека напад од високи размери нема да бидат доволни да го сруши иранскиот исламистички режим. Причината за ваквиот заклучок на американските разузнавачки служби е сложениот ланец на наследување. Понатаму веста што ја пренесува Иерусалимски пост е дека никој не знае кој план се користи во сегашната операција, пренесува Иерусалимски пост. Според Фред Вајт, заменик председател на Америка прва, Институт за политика за американска безбедност, изјави за Newsmax дека одлуката на Иран да лансира ракетни напади на своите соседи во Персискиот залив веќе се покажува како лоша стратегија. Според Фред Вајт, банките во Дубај веќе ги замрзнале сите жиросметки на припадници на режимот на Иран. Исто, иако иранскиот председател се извини на земјите од Персискиот залив и вети дека нема повеќе да бидат напаѓања од страна на Иран, е излишно. Причината за ваквата проценка лежи во тоа што иранскиот председател нема никаква уставна контрола врз иранските вооружени сили, што укажува на подоба во иранската влада. Понатаму во интервјуто на Фред Вајт ќе изјави, иако Русија и Кина им даваат на Иран разузнавачка помош, таа е бесполезна, оти Иран не може да ги надомести загубите што им се нанесени, пренесува Newsmax. Според веста што е преземена од интернет порталот на Euronews, прашањето кој ќе биде наследникот на починатиот Ајатолах Али Камеини останува нерешен. Како еден од можните наследници на загинатиот Ајатолах Али Камеини е неговиот син Моштаба Камеини, кој е еден од големите фаворити да го наследи со неговиот татко. И таткото и синот Камеини се верски луѓе и добро се запознаени со исламската теологија. Синот Моштаба Камеини има учествувано како доброволец во ирачко-иранската војна во 1980 година и 20-та не стигнале до чинот Ајатолах. По смртта на Ајатолахот Камеини, Уставот на Исламистичката република на Иран е менуван со цел да се озакони устоличувањето на Камеини како наследник на Ајатолахот Камеини. Во едногодишната новинарска истрага на Bloomberg ќе се открие дека во периодот од 2011 до 2025 година Моштаба Камеини се здобил со имот на недвижнини во пренос од 400 милиони евра, кои се финансирани со пари од продажбата на иранската нафта. Новинарската истрага откри дека сиот имет е на име на иранскиот мултимилионер Али Ансари, кој моментално се наоѓа во затвор. Понатаму во новинарската истрага на Bloomberg, сиот недвижен имот на Моштаба Камеини е распространет низ Шпанија, Германија и Австрија, како и сложена мрежа на офшор компании во Луксембург, Свети Китс и Невис, Австрија, Германија и Шпанија, пренесува Euronews. Дојдовме до крајот на ова издание на вестите при Македонскиот информативен центар. Ако ви се допадна содржината на ова видео, кликнете на лайк. Ако сакате да го споделите, кликнете на share, поведете ако сакате да оставите коментар за ова видео и на крај, ако сакате да бидете известени за нови видеа на нашиот YouTube канал Macedonian Information Center, кликнете на subscribe. Дојдовме до крајот на ова ново издание на нашите вести. Од Македонскиот информативен центар, до следното гледање, довидување.